Јавноста беше сведок со вашето присуство и можевте сами да видите дека ова е клекнато на колена, комплетно уништено судство. Денеска председателот на Судскиот совет и Судскиот совет покажаа пред јавноста дека немаат намера да водат правен процес, туку водат политички процес. Суштината на одлагањето се состои во неколку моментуми. Тоа е целокупна една стратегија на бандитската власт, која што има намера да го држи во живот процесот кој што е врзан со најсуштествената тема во Македонија, е тоа кој го правел, како го правел прислушувањето во Македонија. Зошто сега се повлекува судија поротник и зошто сега се барат нови судии, па се купува време да обезбедат безбедносни цертификати? Зошто судијата не повлече веднаш поротници судии кои што имат безбедносни цертификати? Зошто и денеска не е повикан единствениот сведок Никола Груевски да дојде на ова судско рочиште? Ова денеска, пред целата јавност, со вашето присуство, потврдува само едно. Ова македонско судство мора да биде променето. Македонското правосудство и правен систем воопшто не постојат. И тоа, за наша среќа, ќе трае уште 40 дена. На 11 декември ова завршува. Овој срам за Македонија конечно завршува. Повелете прашање. Дали тоа што Груевски не сака да почне процесот пред избори е вистинската причина за завршување? Секако, заради тоа што оврска и на Пражинскиот договор, оврска и на сите политички актери во државата, но пред се и над се, без разлика на нашата волја политичка или не, оврска на македонското правосудство е да одговори кој прислушувал, како прислушувал, колку време тоа го правел, како тоа го правел целиот овој период. Тоа им го должи македонското правосудство на граѓаните на Република Македонија. Смислата на преговарањето беше да се отвори овој важен моментум кој што беше суштина на ова катарза и на ова запрепастеност која што и македонската и целата светска јавност имаше можност да ја види во последните 2 години. Побаравте збор во Остивница, не ви дадоа, што сакавте да кажете на судите? Сакав отворено да ја прашам дали е свесна дека наместо правен процес води политички процес и дали е свесна за моментумот во кој што го става апла јавно во понизност комплетна македонското правосудство. Сакав само тоа да прашам, за жал не ми беше даден збор. Господин Заев, ако заврши колегите, имам едно прашање надвор малце од судскиот процес. Се ближи моментот кога треба да ги објавите носителите на изборните единици и има ли првични информации, како ја коментирате изјавата на господинот Ахмети дека нема потреба да ловите албански гласови? Господинот Ахмети и било кој од власта нека си терат своја агенда. Ние нашите листи ќе ги истакнеме на 6 ноември, тоа е недела, кога Социјалдемократскиот сојуз закажа конгрес. Во текст се целодневни разговори со коалиционите партнери, но најмногу пред се посветуваме време на граѓаните кои што ќе бидат по заедничките листи кои што ќе ги објавиме на предстојните избори. Немам намера некои дополнителни детали да коментирам, што тоа изјавил господинот Ахмети. Господин Заев, имате можност за вашиот политички опонент, господин Груевски, да се сретнете овде во судницата на еден неутрален терен и целата јавност да има можност да ја чуе вистината поради која и се случи политичка криза во Македонија. Дали сметате дека еве одлагањето на денешното рочиште е баш во функција поранешниот премиер да биде оправдан заради неговото недоаѓање овде во Кривичниот суд? Кога зборувам наместо правен процес, дека овде се води политички процес, токму тоа се прави. Се исполнува една политичка агенда, добро смислена и добро замислена, која што секако представува политичка агенда на Никола Груевски и на врвот на ВМРО ДПМН. Дали ќе барате од вашиот адвокатски тим да поднесе некаква претставка против До кој треба да поднесе представка? Кој е тоа што ќе одлучува на представката? Ние продолжуваме вака со многу трпение и многу посветеност, но и љубов кон Македонија. Да извадиме на површина целата ова катарза и целиот овој срам, кој што граѓаните за жал мора да го видат, за да конечно само тоа биде и гаранцијата дека итно на Македонија и треба нормална земја, каде што ќе воспоставиме правосуден систем кој што нема да има никакви допирни точки со било кој мокник во државата.
без разлика дали е тоа финансиски мокник, политички мокник или било кој од ова наше општество.